Денеска православната црква ги празнува светиот Мелетий архиепископ Антиохиски, светиот Алексеј митрополит Московски и преподобната Марија. Светиот Мелетий архиепископ Антиохиски. Овој големи свет маж бил извонреден толкувач и заштитник на православието. Сиот негов живот бил посветен на борбата против Ариевата ерес која не го признавала Синот Божи за Бог и хулела на Светата Тројца. 3 пати бил оддалечуван од својот архиепископски трон од еретиците и прогонет во Ерменија. Борбата меѓу православните и еретиците се водела толку жестоко што еднаш кога светиот Мелетий во црквата му говорел на народот за Божествената Тројца во едно, неговиот сопствен ѓакон, еретик, притрчал и со раката му ја затворил устата. Не можејќи да беседи, Мелетий беседел со знаци. Имено, тој ја кренел својата рака високо, отворил најпрво 3 прста и му ги покажал на народот. Потоа ја затворил раката и кренел 1 прст. Учествувал на Вториот Вселенски собор каде што царот Теодосиј му укажал особена чест. На тој собор Бог пројавил чудо преку овој свој архиереј. Имено кога светиот Мелетий им ја докажувал на ариевците догмата за Света Тројца, тој прво кренал 3 прста, одвоено 1 по 1, па потоа ги склопил во едно и во тој миг се покажала светлина како молња од неговата рака пред сите присутни. На тој собор светиот Мелетий го утврдил Григорий Богослов на Цариградскиот престол. Порано пак тој го заѓаконил Василий Велики и го крстил Јована Златоуст. По завршувањето на соборот, светиот Мелетий го завршил својот земен живот во Цариград. Неговите мошти се пренесени во Антиохија. Елици во Христа крестисте ся во Христа облекосте ся.
Светиот Алексеј, митрополит Московски. Голем иерарх е на руската црква во тешкото време на робувањето на рускиот народ под татарите. Еднаш во детството ловел птици, па заспал и во сонот чул глас. Алексеј, зошто се трудиш залудно? Јас тебе ќе те направам ловец на луѓе. Во својата 20-та година се замонашил и со време станал митрополит Московски. 2 пати одел во Златната орда татарска, првиот пат да го ублажи гневот во ханот Вердевир против рускиот народ, а вториот пат по повикот на ханот Амурат да му ја исцели жената од слепило. 3 години таа жена била слепа, но оздравела и прогледала кога светиот Алексеј и прочитал молитва и ја помазал со осветена вода. По тешкиот и многуплоден живот се упокоил во 1378-та, во својата 85-та година и се преселил во дворовите господови. Преподобната Марија, девојка со машка одважност. По смртта на незината мајка, татко ѝ посакал да ја замонаши. Но Марија не сакала да се раздвојува од својот татко, та по договор обајцата се упатиле во еден машки манастир, и тоа Марија со истрижена коса и во машка облека како момче. Таткото умрел, а Марија се замонашила како машко и го добила името Марин. Во близина на манастирот имало гостилница. Ќерката на гостилничарот се загледала во божемниот монах Марин. По неуспешното кокетирање го оптужила Марина за незаконски однос со неја, бидејќи таа со некој друг зачнала и родила син. Марија не се бранела, па затоа била изгонета со понижување од манастирот. Со туѓо дете во рацете таа проживеала во долината крај манастирот 3 години, поднесувајќи и глад, и мраз, и секоја мака и оскудност. Во тоа време ќерката на гостилничарот полудела, а наскоро потоа и Марија умрела. Дури по смртта се дознало дека монахот Марин бил женско. Лудата ќерка на меанџијата пак, штом се допрела до моштите на светата Марија, оздравела и потоа го признала својот страшен грев. Светата Марија се упокоила и се преселила во бесмртната радост во 508 година. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.